Ако утре ме нема, немој да ме жалите. Дигни глава нагоре, испи чаша за мене. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете, нека свират трубите. Ако утре ме нема. Не, дефинитивно не дојдов за да поќутам, ама не знам ништо да зборам. Можда за прв пат во историјата на моето постоење сум безборен. Сум безборен. Зборо имам со лопата ги риниш. Последните колку 7-8 дена ве. Секој ден идам овде, приклучувам ова камерата и седнувам тука. Прво дремам комиси редно 2 сати, пошто уште не ми е верно што се дешава. После тоа почнувам да зборам и секој пат мислам дека овај пат сега ќе го кажам смирено и ќе го кажам Арно ма пусти чувства и направа сите снимки изминативе недела дена, да не речам опасни по живот, пошто ако пуштам било што од тие видеа, тоа ќе види хаос. И секој ден после снимањето си одам дома отепан, и секој ден ме моли жената да не снимам на темата поќе, а истото ми го велат и од телевизија, пошто ваков момент не знаат што може да излезе, пошто знаат дека не сум нити политичар, нити сум глумец, нити па имам некој сценарио што сега ќе го навежбам и ќе го кажам пред камера и ќе види тоа културно и фино. Тој филм тука не може да го види. Ама останаа многу работи недокажани, многу емисии и песни недосвирени. Збогувавме со многу наши блиски пријатели, со многу млади луѓе, со деца, и никој од нас ни на крај памет не би помислил дека утре може и ќе не нема и дека ќе се деси ваков кошмар, ваков ужас. И јас стварно не знам, имам милион работи што сакам да ги кажам, ама ќе се потрудам прво да оддам почит на сите што треба да оддам. Здравје после тоа да збораме за се што треба да се збора, пошто има многу работи за кои треба да се прави муавет. Така што не знам што очекувате дека од епизодава ќе излези, ама то дефинитивно нема биди скоцкано смислено, нема да биди хумористично, нити може да биди, нити треба да биди. Иако можда на луѓето му треба малце да се расположат, може да очекуваат од мене, не знам. Јас се извинувам, ама денес нема да биде еден од тие ден. Сега ќе пуштиме една шпица, нема да пуштиме стандардната во никој случај. После тоа кај ќе ме однеси муабето, не знам, ама вие останете на програмата. Ај. Пред се сакам да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на загинатите, да ви дај Господ сила, што чим нас ни е вака, не можам ни да замислам како ви е вас. Јас иако не сум од Кочани, познавав многу луѓе што беа таму вечерта. Ко разбрав савајлето што се случило, му пишев порака на сите и 90% од нив никогаш нема поќе ми вратат и то ме отепа скроз. Па камоли да е некој член од фамилија. Па тек па си родител на тие млади деца. Не знам, стварно. Само Бог да ви дај сила и здравје да го издржите ова. И ако јас лично можам на било каков начин да поможам, најте кај можете да ме најдите, слободно ме барате. Ич да не се стегате душата за ништо. Ако има било што можам да направам, слободно. Исто така сакам да му посакам што побрзо целосно опоравување на сите други што се повредени. Дај Боже сите да се супер, без никакви трајни последици, пошто никој од нив не заслужува да биде во ваква ситуација. Истото важи и за вас. Ако можеме било како да поможи, без разлика во која држава сте, кај сте и што е проблем, не се двоумете, особено кај луѓе што имат голем број на следбеници, што знаете дека ќе пренесат на народот. Пишете вело. Мора да најдиме чаре за шо и да. Исто морам да ги пофалам сите македонци, цела диаспора, сите странци, без капка двоумење, почнаа да помагат од сите страни. Единствено што ме јади е што мора да се деси нешто незамисливо за да се сплотиме сите како народ. И пак не сме сите скроз сплотени, па има препукување, овај вака рекол, она напред. Мора излезете си од тие глајте. Знам дека мислите дека партите ваши се животот и ништо друго не постои. Постои, светот е многу поголем од тие партите. Сега не е момент за парти, не е момент за поени, не е момент за гледаност. Ворете, ќе ви дојдат вашите 5 минути, нигде не ви од. Сега е момент сите да бидиме едно, пошто денојве видовме дека е возможно. Видовме дека можеме се што ќе посакаме да постигнеме, ама само заедно. Друг начин нема, баш качаре и огбат. И најбитно од се огромна благодарност до сите спасители што беа на лице место. Небитно дали биле
биле во клубот, дали дошле од надвор од клубот, на сите што поможи, сите што придонесува трагедијата да не биде уште поголема и полоша, сите вие треба да добиете орден за храброст. И треба споменици да ви кренат. Пошто уште вие ако не бевте во хаос, ова ќе беше ужас, не секако ужас невиден, ама тоа ќе беше ептен. И особено треба му се дај почит на сите што загинаа, што си го дадоа животот за да спасат други луѓе. Пошто ако има нешто поголемо тоа што можеш да направиш во животот, еве ја. Исто благодарности до сите земји што без секунда размислување се дадоа да поможат. Тоа е исто така за огромна почит. Исто така можам да речам дека конечно сите институции кај нас работат заедно за се што треба да се направи, да се направи. Гледам дека се прат напори, се да е обезбедено и средено и тоа е супер. Тоа општо така треба да биде. Не треба да е неочекувано, туку баш треба да е очекувано. Треба да биде среден. Што значи супер е што тоа ќе се среди. За мене лично не ме бендисва на пример што се апелира да не се берат поќе донации и ќе било покриен. Пошто како што рековме, не дај Боже човек да осети како е да имаш некој болен дома, без разлика од што е и да види какви све трошоци идат отпосле. Пошто реалноста вели дека идат и дека воопшто нема да е лесен патот на закрепнување. И реалноста исто така вели дека не секој може да си дозволи да има лесен пат на закрепнување. А ако можеме да поможиме ние како луѓе, зошто не поможиме морече? Што не кошта? Значи заедно можеме да направиме многу полесно додатови работи. И треба да направиме. Еса нормално треба да се внимава, пошто како што видовме, има и психопати што сакат да искористат ваква ситуација за личен профит. Јас не знам на тие луѓе кај ќе му оди душата, ако воопшто ја има. Не знам како му дава срцето, воопшто да помислат на нешто такво, камоли да направат нешто такво. Тоа е еден од најгрозните криминали што можеш да ги направиш во ваква ситуација. И ко сме веќе на муабет донирање, морам да ги поздравам Кочанчани и другарчињата што го направа супорт Кочани, како страница на која ги има жиро сметките на сите родители што имаат дете на лекување. Значи не да одат парите кај овај па кај онај па кај не знам кој, туку директ кај родителот си донираш ако сака. Гледам дека во последно и за тоа има некои препукувања и има луѓе што мислат дека сите нешто сакат профит да направат. Ма не, тоа е тој менталитет. Пошто сите гледат некој нешто некако да зафркнат, мислат дека се што се дешава секаде некој пробва нив да ги зафркне. Значи олабајте си ја душата. Ако ти се помага, помага. Ако не ти се помага, не помагај бебате, оди пи кафе не. Јас знам дека интернетот е клаен и дека сите имат слобода на говор и сите се изгорени да си кажат тоа што мислат, ама нема потреба. Ако немаш нешто паметно да кажеш во приказната, ќути. Ама ти си сакал мислењето да кажеш. Кој те праша, кажи? Те праша некој? Не те праша. Ќути и ужива. Да душе и мене никој не ме праша, ама јас лично мислам дека секоја помош на фамилите што се засегнати, особено тие што се негде странство на лечење, добре дојдена беба. Макар и да имат доволно, макар и да му е платено од сите страни. Ти си бил во таква ситуација да знаеш какви трошоци има плюс. Не си бил. Ја имаш осетено болката што осеќаат тие луѓе, море. Па не постојат пари на светот што се доволни за сите тие болки и стравои претрпени од луѓе. На крајот на денот народот е веќе научен да си помага меѓу себе, пошто знаат дека обично помошта не иде. Дај Боже во случајов да е поинаку, јас навивам помошта да дојде. Дај Боже понатаму да не мора народот да помага. Ама во секој случај е добро да се сплотиме веќе. Не гледам ништо лошо во тоа да си подајме рака еден на друг. Освен нормално ако некој неќи да бидиме сплотени, тоа е веќе друга работа. Ама во суштина мислам дека треба да му се дозволи на народот да биде тука еден за друг, пошто не постои нормална личност во државава што не беше засегната од ова. Не постои. И секој нормален човек би сакал да поможе. Пошто тоа што е изгубено секако не можеме да го вратиме. Ама дека можеме сите заедно да поможиме и да му го олесниме животот на сите што се засегнат од ова катастрофална катастрофа, можеме. Не што можеме, туку и треба да поможиме. Сите заедно, и држава, и луѓе, и сите. Пошто доста е од поделби бе човек. Доста е во ред. Сега е време да бидиме сите луѓе, браќа да бидиме и сестри. И ако останеме вака сплотени, ако сите почнувајќи од држава до луѓе до се живо, почниме заедно да функционираме за подобро на сите, можеме Германија вода ни носи да направиме, ама за жал кај нас обично работите се секое чудо за 3 ден. Се надевам дека ова нема да биде така и се надевам дека конечно во ова држава ќе почнат луѓето да сносат одговорност. Небитно ни кој од кај, ни кој, ни чиј човек е брат, сестра, девер, ти реков ми рече, доста веќе со тие муаве. Значи дур не почниме сите да си сносиме одговорност, почнувајќи од нас па се натаму, ништо не правиме. Крајно време е да прекиниме со мачкање очи и да почниме да бидиме одговорни. Секој да си одговара за своите постапки, ама правилно како што треба. Значи во случајот треба да одговарат луѓето што направиле да дојди до ова дереж, а не како и обично не можеш да удриш по магарето, удри по самар. И на крајот да одговарат само тие што си
ја вршеле работата за која се плате. Луѓе што спасиле по 80-90 души вечер. Или па да слушам муабети од типот ова ја дојсол пиротехниката, она ја дојсол. Море не постои маш на планетата Земја што ќе дојди кај мене дома и што ќе ми намести пиротехника, јас ако не ќе. Така и жена ми сакаше да има прскалки на свадбата. Чат да има од оне нискиот шо и прскалки да има. Газата ни рече не може за да јуба салата, имаме тука некој платна спуштени ова она. Високо се, ама за не дај Боже не дозволва. И толку беше муабето, нема прскалки, готово. И нормално и во вакви трагедии има луѓе што се поделени и што обвинват на сите страни. Ова е бил крив, оној е бил крив. Море приберете. Имајте малце осет како што рековме. Ако немаш нешто паметно кажиш, не коментирај бе бате. Кој те праша тебе кој е крив? Никој. Ќути си. Толку е тешко си поќутиш, ќути си. Луѓето душата ги боли, море. Низ ненормални болки поминват моментално, ти земаш паметен, се правиш овај дојсол, онај дојсол. Тебе може некој да ти дојси пиротехника дома бе? Ти ако не киш, ако не му дозволиш, може да ти дојси, не може. Да не навлегвам што е тон други теории на заговор се вртат по социјалните мрежи, пошто луѓето многу филмови гледат, нели? И сите тие муабети само стварат поќе гнев и поќе поделеност и поќе болки кај тие што се засегнати од трагедија. Затоа ви јас уште еднаш апелирам, не зборајте глупости по интернет. Особено во вакви моменти молкот е злато. Имам уште многу работи што сакам да ја кажам, а мислам дека секако предолга ќе биде епизодата, така што дај да завршиме. Уште еднаш сочувство до сите семејства што се засегнати од ова трагедија. Ако можеме било како да поможиме, тука сме. Значи сите заедно како македонци. За жал не можеме го вратиме минатото, ама барем малце од малце да се разубаеме иднината. Толку од мене за денес. Господа ви дај сила, чувајте се и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.